наредните минути зборуваме за проектот М-карта, М-карта, проект на Министерството за надворешни работи, кој им донесува одредена бенефиција на 69 наши македонски граѓани кои живеат во странство. Проект кој предизвика доста реакции во македонската диаспора, во повеќе земји. Во наредните минути зборуваме со нашиот новинар, писател, поет, публицист кој долги години живее и работи во Шведска, Ивица Челиковиќ, кој во ова издание го вклучуваме од Гетебург. Ивица, добро утро, поздрав за вас од студиото на Телма во Скопје. Како е во Гетебург утрово? И поздрав до сите ваши гледачи. Како е во Гетебург? Моментно е дожлив, толку е неколку дена околу границата, да вистина здодевно, зима не во северните краишта. Ивица, јас барем овде во студиото ве слушам со одредени прекини. Дали може да го фиксирате микрофонот, да зборувате кон микрофонот, или пак тоа е само до мене во студиото, бидејќи ве слушам на звучници? Дали е добар тонот? Сега е добар. Во ред. Да, рековте здодевно, барем имате чист воздух таму, не се гушите, веројатно Гетебург немате проблем со загадување на воздухот, иако е така, блазеси ви само поради тоа. Во споредба со Скопје, да, за жал, имаме почист воздух. Во однос на она што ве испровоцира и ве инспирираше да се огласите дури и со колумна на Плюс Инфо, проектот М-карта, кој беше обелоденет денови од страна на Министерството за надворешни работи и кој ќе цитирам како што беше објаснет на наши квалитетни поединци во диаспората, на кој ќе биде овозмешан влез на аеродромите на брза лента, нема да чекаат како и другите. Наши квалитетни поединци во диаспората. Дали овој проект ве дискриминира на некој начин? Се чувствувате дискриминиран поради тоа? И дали ве прави помалку квалитетен наш поединец во диаспората кој живее во Шведска? Па понатаму ќе зборуваме, односно ќе ве прашам и за тоа со оглед на бројноста на македонската диаспора во Шведска, зошто нема никој од Шведска на листата, како ви вашиот впечаток и генерално за се. Меѓутоа, еве вака, прво прашање би било, дали вие како Ивица Челиковиќ, еве јас ве представив како писател, поет кој во повеќе наврати организирал културни настани во Гетебург и во други шведски градови, ве прави помалку достоен за таква карта и ве дискриминира на некој начин? Зошто е создан овој проект? Па, благодарам на едно вакво прашање кое во суштина го објаснува проблемското поставување на прашањето. Меѓутоа, јас сепак би сакал да кажам на почетокот дека моето реагирање не беше предизвикано од лични побуди, дека јас сум некако дискриминиран, ставен на страна или било што. Сметам дека не М-карта или било каков вид од таква бенефиција не е нешто што мене може да ме мотивира за поголемо ангажирање или работење, туку во овој случај, како и во некои други кога сум реагирал во однос на иницијативите кои доаѓаат од Македонија, да речам така, терминологијата која се користи во иселеништвото од татковината, насочени кон контакт и подобрување на соработката со иселеништвото, често тоа се одвива на некаков тромав, невеш начин или пак предизвикано од политикански калкулации. Така јас го доживувам и ова сега што се случува со М-карта. Поменавте дека во Шведска нема ниту еден кој ја добил таа бенефиција. Јас најмалку би сакал да бидам јас тој што сум ја добил, меѓутоа овдека имаме една заедница која постои повеќе од половина век, која е една од организираните во целиот свет, не само во Европа. Тоа е квалификација која често ја слушаме и од државните органи во Македонија. А еве во овој случај ниту еден не се нашол на таа фамозна листа на Министерството за надворешни работи, која одвај некако со притисок од медиумите беше објавена. И во споредба со соседните земји, како што Норвешка, има далеку селеничка заедница од Македонија, каде што има околу 15 носители на таа бенефиција, или пак во Данска 10, во Шведска ниту еден. Така гледаме, се разбира, се поставува прашањето на каков начин тие критериуми во формулирани. Прочитав некаде последните реакции во медиумите дека министерот Османи вели
А сега може самите изселеници да предлагаат поединци кои би биле достојни да добијат оваа карта. Тоа се поставува прашање зошто го вели тоа сега, кога медиумите реагираат. Зошто порано не испратил таква информација или МНР да ги запознаело изселеничките организации дека е можно и ние да предлагаме одредени поединци. Ниту сме знаеле што се случило, дури тој вели од 21 година се знаел тој список. Каде бил објавен? На кој начин било тоа дефинирано? За нас е непознаница. Да, во колумната која ја напишавте, отварате и повеќе други прашања, освен констатацијата дека оваа привилегија и не е нешто особено. Впрочем, бидејќи ете колку пати тие ќе дојдат и колку се чека за влез во Македонија, ние обичните смртници или вие останатите кои од диаспората кои не сте на таа листа ќе чекате 5 минути, а тие ќе заштедат 5 минути од своето време. Давате идеја која друга привилегија би можело да им се даде на заслужните поединци од диаспората за промоција на Македонија во светот. Меѓутоа и го отворате прашањето зошто МНР во овој случај ја презема улогата на Министерството за диаспора, односно луѓето во владата и во државата заслужени за контакт со македонската диаспора. Па се добива таков печаток. Ако се согласувате, целава работа поврзана со М-карта или македонска карта, како ли веќе ја нарекли, доаѓа преку министерот Османи, тој е сепак министер за надворешни работи на Македонија, Северна Македонија, нели? Додека во владата постои се уште, верувам дека постои министер кој без портфел, можеби, но кој е одговорен за диаспора. Зошто тој министер не се појавува сега во улога на тој контакт кој треба да ги образложи работите пред медиумите, туку министерот Османи тоа треба да објасни тој, но јас добивам таков печаток. Освен тоа, мене ми се чини дека не само тоа чекање од 5 минути, тоа е малку понижувачки сега некој да добие можност. Јас многу пати сум бил на Скопскиот аеродром и навистина не сум чекал повеќе од 2-3 минути и не се работи за тоа. Се работи за едно вреднување на трудот кој диаспората го дава во смисла на популаризација, афирмација и сето она што е македонско и од државата Македонија во странство. Министерот Османи вели дека овие македонски карти се даваат за промовирање на Македонија во странство. Тоа е токму прашањето. Според кои критериуми се носителите избрани во редот на оние што треба да бидат наградени со ова признание и што се нивните заслуги во однос на афирмација на македонската култура во најширока смисла на зборот. Јас затоа и потенцирав во мојата колумна дека не се само етнички македонци тие што се иселеници во земјите во светот, туку има и многумина други, вклучувајќи ги албанците, така да тоа не е прашање за меѓуетничка расправа, но треба да се објасни кој што придонел за афирмација и популаризација на македонската култура во светот, за да можат и други да се инспирираат. Во овој случај ние тоа воопшто не го гледаме, ниту го видовме на било каков начин објаснато во медиите. Да, впрочем, ние во Македонија генерално имаме проблем да се објаснат критериумите според кој нешто се прави или не се прави и генерално тука ги загубивме вредностите и тука вашата поента е сосема на место. Во таа насока, еве, јас спомнавме бројна македонска диаспора во Шведска, неколку илјади, можеби до 10.000 се неофицијалните прогнози, официјално 5-6 илјади македонски граѓани во Шведска. Барем јас лично, освен вас, познавам уште најмалку тројца видни македонски граѓани кои живеат и работат во Шведска. Нема да ги именувам од таа коректност кон нивните имиња, меѓутоа едниот е успешен лекар, таму млад, а успешен, докажан. Вториот е голем бизнисмен, угостителско-туристичкиот сектор работи и третиот е исто така уметник, односно од ваш калибар човек. Така што веројатно вие можеби да насетувате за кого станува збор. Вие предложивте дека немањето, отсуството на критериуми според кои некој е ставен на таа листа, а некој не е, еве, луѓе кои навистина организираат низа културни настани, ја промовираат Македонија не само во Шведска, туку и во Скандинавија и пошироко во Европа,
можат да државата, матичната земја, да им се заблагодари и на поинаков начин. Например, да им овозможи брза лента на шалтерите кога доаѓаат во Скопје, најчесто во текот на летните месеци, да извадат лични документи. Да, сето тоа е во ред што го рековте, меѓутоа морам сепак да ви исправам на почетокот пред да одговорам повеќе. Во однос на бројките, веројатно. Во однос на бројките се разбира. Македонската заедница во Шведска е поголема, некаде меѓу 15 и 20 илјади припадници се секако, вклучително и мешани бракови и луѓе од други заедници, меѓутоа сите што облегуваат во она што го викаме ние корпус македонска заедница во Шведска. Таа бројка се зголеми, особено во последните години, бидејќи со мали деца доаѓаат во Шведска. Ќе ми дозволите тука само да ве прекинам со едно кусо под прашање. Веројатно се работи за стара бројка, таа јас која сум ја видел околу 10.000, така реков неофицијално. Меѓутоа, она што во однос на бројките, повторно, има 13 носители на добитници на М-карта од Норвешка, 8 од Данска и ниту еден од Шведска. Да, па така јас реков од прилика, да. Така. Тоа е тоа. Така да бројките можеме да ги оставиме сега настрана, меѓутоа доколку зборуваме за скандинавските земји, македонската заедница во Шведска е далеку поголема од овие другите што ги споменавте, и во Данска и во Норвешка, а да не зборуваме за Финска. Меѓутоа, една работа би сакал овдека да ја потенцирам. Во однос конкретно на ова М-карта, за да тоа го заокружиме. Нема никакво сомнение дека не само во Норвешка, Данска или во Шведска, во било која земја што ќе ја споменеме европска или на Блискиот исток, во Америка, во Австралија, Македонија се успешни во својата кариера и во областа професијата со која се занимава, дали се доктори, бизнисмени или не знам со која област од нивната професионална работа е во прашање, но овдека не станува збор за тоа. Вие можете да бидете на Каролинскиот институт во Стокхолм најуспешен хирург, тоа не значи дека вие промовирате Македонија таму, вие промовирате науката со која се занимавате. А податокот дека сте родени и образувани во Македонија и селени, апсолутно не се зема во обзир како нешто најбитно во однос на вашите професионални квалитети и успеси што ги постигнувате во работата. Така, ова е уште една поента во однос на критериумите и тука имате сосема право. Бидејќи министерот се повикува на некој интерен правилник, ако е тоа прашањето во ред, се согласуваме дека македонска карта треба да им се дава на поединци кои успешни во својата професија во странство, тоа е една страна категоријата промовирање на Македонија и македонската култура во странство. Што прави еден хирург за да ја промовира таа култура или не знам било кој друг бизнисмен кој да речеме е познат со своите трансакции и направи да постигне одреден економски профит. Тоа не е иста работа и критериумот тука навистина треба да се изостри за да можеме да дискутираме на оваа тема. И само за крај, во однос еве на вашиот предлог во колумната да им се на заслужните македонски граѓани, ако се прво утврдат прецизни критериуми и се направи една навистина издржана листа, можеби навистина заслужувате како нашинци кога ќе дојдете овде на привремен престој, односно повремено во татковината, да имате брза лента за вадење на документи за да не чекате заедно со нас, за да се извадите лични документи по шалтерите по кои се губат навистина време, нерви, време и енергија. Затоа и реков, овој проект М-карта или некој друг кој бил или ќе дојде, воопшто не е толку битен чисто од номинална гледна точка дека некој нукти на иселениците. Повеќе се битни практични прашања кои навистина на луѓето им улеснуваат некои работи. Се разбира дека МНР може и да се пофали со одредени проекти што ги направи во изминативе години со тие базни станици за можност за издавање на пасоши во странство. Јас така го продолжив мојот пасош, не морав да доаѓам во Скопје, туку го продолжив во Гетеборг, каде што од амбасадата направија таква услуга, дојдоа и го направивме тоа. Значи не станува збор исклучиво за критика, но иселеничката политика во Македонија или ќе се засновува на нешто што е надвор од политика или политизација, или ќе внесува клин во здраво месо. Нема потреба да се зборува за некаква мрежа на соработка која не постои. Иселениците не соработуваат на таков начин како што се сака за да представуваат заедничка македонска диаспора. Секој ги на некој начин работи своите прашања таму каде што живее. Еве да речеме, вие споменавте на почетокот дека имало големи реакции во диаспората по повод ова М-карта. Јас не видов дека тие познати иселенички организации како што Обединета македонска диаспора реагира или пак како се викаше форум за глобален македонски форум и слично. Тие реагираат кога има некои политички прашања во Македонија,
за кои не се повикани, но иpak се користат како дополнителен механизам за политичките партии за да можат на некој начин да има доминација и во диаспората, барем во одредени кругови. Тоа не би требало да станува практика, диаспората би требало да учествува и на избори и на слични прашања, но сепак во делот на македонската култура и презентација и афирмација на сето она што е култура и творештво од Македонија, тоа е главното прашање за кое може да се дискутира околу ангажманот на диаспората во страната. Да, кога реков големи реакции во диаспората, пред се мислев на вака поединечни како вашата. Јас ви благодарам за јавувањето од Гетеборг ова утро. Ви посакувам многу успех и во натамошниот тек од вашето работење и битисување во Шведска и во промоцијата на македонската култура и уметност таму во Шведска, бидејќи знам дека тоа го правите доследно и посветено. Благодарам, Горан, и до слушање се на. Да, до слушање во следната пригода. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следите. Тоа беше Ивица Челиковиќ, нашинец кој живее и работи во Гетеборг.